вечер и добре дојдовте во топ тема на ваша страна. Заштити, спречи, вакцинира. Под ова мото минатата недела се одржаа низа активности во рамките на Европската недела за имунизација, кои кулминираа со централна свечаност во саботата во градскиот парк во Скопје. И многу изјави дадени. При тоа и потоа повторно ги актуализира старите дилеми кои во последните години се поактуелни. Вакцина да или не? Дали е тоа вистинското прашање, односно дали може би во 21. век наместо таа дилема поактуелно би требало да биде другата. Да говориме за квалитетот на вакцините. Сето тоа се дел од прашањата за вечерашната топ тема на ваша страна, во која мои гости се професор доктор Александра Грозданова, председател на Комитетот за имунизација. Добро вечер. Добре дојдовте. Професор доктор Катерина Ставрич, директор на детската клиника. Добро вечер и добре дојдовте. Доктор Јадранка Биба, гинеколог. Добро вечер и за вас. И Дарко Ѓорѓиев, активист за правата на пациентите. Добро вечер. Но пред почетокот на дебатата, како вовед, една анализа и согледување на колегата Огнен Чанчаревиќ на последните активности и изјави од надлежните кои што предизвика известни контроверзии во јавност, но и за последните податоци околу опфатот на имунизацијата во Македонија, кои покажуваат континуиран пат. Задолжителната вакцинација на бебињата и децата ги подели родителите, докторите, но и министрите и функционерите во повеќе владини ресори. Додека едни сметаат дека вакцинацијата е неопходна и клучна за да се зачува здравјето на бебињата и децата, другите предупредуваат на штетните последици од вакцините, но и на нивниот квалитет. Министерот за здравство Венко Филипче викендов изјави дека степенот на вакцинација опаднал и дека тоа представува ризик за целото општество и најави воведување на нови, квалитетни и модерни вакцини. Со години нашата земја имаше одличен степен на вакцинација, за жал сега тоа повеќе не е така. Постои голем ризик, дел од болестите кои што со години назад се веќе искоренети, да се вратат назад, да ги донесат патниците од земјите каде што тие се уште се присутни, да се заразат нашите деца кои што не се вакцинирани, а тие да ги заразат и другите деца кои што се уште мали да бидат вакцинирани. Тоа е огромен ризик. Она што најмногу ја заинтригира јавноста беа најавите на министерот дека вакцинацијата ќе биде задолжителна при упис на детето во градинка, забавиште или училиште. На тоа возвратија дел од експертите со став дека така се кршат уставните права на граѓаните. Реагираше и Министерството за образование. Во Уставот на Република Македонија е наведено дека основното образование е задолжително. Ова значи дека ниту едно дете не смее да остане надвор од образовниот систем. Потребни се мерки и кампањи од едукативен карактер за придобивките од вакцинацијата, советувања за родителите кои не ги вакцинираат своите деца, но и санкции. Од здравство ретерира. Заменикот министер Гоце Чакаровски вели дека се согласува законската легислатива со Министерството за образование, но и дека ќе се работи на едукација на родителите. И не е точно дека ние работиме на тоа дека нема децата да се упишуваат во градинки или во училишта ако не бидат вакцинирани. Ке работиме на тоа да ги родителите кои се скептични им укажиме дека нема да не постои кај нив страв. Индивидуално право е на секој родител да одлучи дали ќе го вакцинира своето дете или не. Институтот за јавно здравје минатата недела го објави извештајот за вакцинација и ревакцинација во Македонија во 2017 година. Во него е нотирано дека во однос на примарната вакцинација, најголем опфат, од речиси 97%, има со БЦГ вакцината против туберкулоза, која се дава најдоцна до 12 месеци по раѓањето. Најмал успех има со ХПВ вакцината, која има опфат од само 48% и која години наназад е оспорувана од родителите. Во однос на ревакцинацијата, најголем опфат има МРП вакцината против мали сипаници и заушки со 97%, а најмал вакцината против менингитис и пневмонија со 83%. Во заклучоците на Институтот за јавно здравје е наведено дека опфатот со примарна вакцинација во Македонија минатата година бил под препорачаните 95% за сите вакцини, освен за БЦГ вакцината.
Ревакцинацијата со МРП вакцината, која исто така е често оспорувана и чии противници тврдат дека може да предизвика појава на аутизам кај детето, е над 95%, додека сите останати вакцини имаат опфат под препорачаните 95%. Спорната ХПВ вакцина е со најнизок опфат, од само 48%. Единствен град во Македонија, каде е целосна вакцинацијата и ревакцинацијата е Пехчево, а потребниот опфат од над 95% го има во Свети Николе, Берово, Виница, Тратово, Дебар и Македонски Брод. Најмал одзив за вакцинација и ревакцинација, кој е дури и под 80%, има во Скопје, Куманово и во Прилеп. Институтот излегува и со своји препораки и налага зголемување на опфатот секаде каде е понизок од 95% и одржување на опфатот над 95% при вакцинацијата и ревакцинацијата, интензивирање на вакцинацијата со МРП вакцината, засилен надзор и контрола над спроведувањето на имунизацијата од надлежните институции, континуирано и навремено снабдување со вакцини, вклучување на нови вакцинални тимови, бидејќи е лоциран недостаток, спроведување на имунолошки студии, но и зголемување на свесноста на лекарите за значењето и бенефитите на имунизацијата и зајакнување на комуникацијските вештини на лекарите во односот со родителите. Според календарот за имунизација од 2018 година, од раѓање па до 18 година, секое бебе, а потоа и дете во Македонија мора да прими вкупно 12 вакцини. Во стратегијата за имунизација на Министерството за здравство се наведени неколку клучни достигнувања во областа на имунизацијата, како што е воведувањето на вакцинацијата против дифтерија и тетанус во далечната 1951 година и големата кашлица во 1960 година. Последниот случај на дифтерија во Македонија е регистриран во 1976 година, а постпородилен тетанус во 1993 година. Вакцината против морбили е воведена во 1972 година, а против паротитис и рубеола во 1983. Вакцината против хепатит Б е воведена во 1993 година, а како задолжителна во календарот за имунизација е поставена во 2004. Во 2002 година Македонија, заедно со сите држави од Европа, е прогласена како земја ослободена од полио. Исто така, стои дека во 2008 година, како задолжителна, е воведена вакцината против менингитис и пневмонија, хаемофилиус инфлуенца Б, а од октомври 2009 и вакцината ХПВ за сите девојчиња на 12 годишна возраст. Тоа беше Огњан Чанчаревиќ со преглед на дел од актуелните состојби, историјатот и она што е најактуелно деновиве, а тоа е она, професор Грозданова, конфузија која што се случи во однос на најавите што претпоставува некаков нејасен став на Министерството за здравство околу степенот на задолжителен карактер на вакцинацијата. Што е што сега? Најавата на министерот Филипче или ова известно ретерирање денеска на заменикот Чапаровски? Јас не видов ретерирање во изјавата на заменикот, меѓутоа и тој рече дека правото на избор треба да се остави на родителите, што во моментов е во коализија со нашата законска одредба. Во моментов законска регулатива во Република Македонија, мислам дека повеќе од една деценија е дека вакцинацијата е законска обврска, односно дека при запишување на децата во градинките и во училиштата се бара потврда, односно така наречен вакцинален статус на децата. И тоа како пракса се прекитуваше години наназад, вклучително последните 2-3 години. Свесни сме дека има одредени отстапки, тоа ни го јавуваат и директорите во градинките кои што ги примаат децата и во училиштата, иако не секогаш тие отстапки се оправдани. Медицински имате оправданост да одредено дете не биде вакцинирано заради одредена медицинска состојба, која што апсолутно е како таква детектирана. Никој, ниту Министерството за здравство, ниту Министерството за образование не очекувам дека се против во однос на ставот дека ни требаат и здрави и образувани деца. И тука дека мислам дека имаме апсолутно ист став. Да, може би во делот на предизвика конфузија, бидејќи сега да не се враќаме назад, изјавата на господинот Чапаровски беше дека право на избор на родителот е дали ќе вакцинира или нема да вакцинира. Ја кажав моменталната законска регулатива што е сосема спротивна во Република Македонија, меѓутоа и тој кажа дека во моментов се
во преговори Министерството за здравство и Министерството за образование со цел да се изнајде начин, да се видат анализи, да се даде доволно временски период, да истото како одредена законска обврска се најде начин, дискусија, разговор, да истото се имплементира. Само да појаснам, ваквата законска обврска во добар дел од европските земји, можеби нема законска обврска за вакцинација, но за примање на децата во училиште, односно градинка. Во 14 европски земји за да влезат. Само да го појасниме од каде потикнува и нашата законска обврска, која што била децении наназад се провлекува и постои во Република Македонија. Едно по едно имаме и споредба со европските земји и околу задолжителното или препорака, ќе го дискутираме и тој дел. Господја Ставрик, би почнал со прашање една мала корекција за колегата, значи не станува збор за 12 вакцини, повеќе вакцини, се туку ако се погледне календарот, почнувајќи од 20 од раѓањето до 18-та година, тоа се 12 апликации или 12 пати да се оди во диспансер. Да, за да се примат тие вакцини. Што значат овие бројки за вас како имунолог, кои што покажуваат тренд на опаѓање? Дополнителен податок на она што беше кажано, тоа е веќе патот на потребно ниво на имунизација веќе трета година поред. Да. Значи, благодарам што сум дел од оваа дискусија, затоа што ја овдека ќе зборам како имунолог кој што 20 години работи на одделот за имунологија при клиниката за детски болести и сите проблеми и деца, било какви проблеми кои што имаат во врска со вакцинациите, меѓутоа и родители кои што имаат дилеми дали да ги вакцинираат или не, на крај доаѓаат кај нас да разговараат и да се консултираат со нас. Така да, мислам дека 20 години секојдневно се среќавам со овакви прашања и со овакви дилеми. Факт е дека последните години, последните 5-7 години, многу поинтензивно доаѓаат родители. Една од основните причини зашто ова, значи ја не зборам да вакцина да или не, апсолутно да вакцина. Меѓутоа, збориме за другите состојби, значи комплексен е проблемот. Едукација на доктори да, едукација на родители да. Меѓутоа, зашто до пред 5 години имавме релативно висок опфат со вакцинација, сега одеднаш падна. Проблемот е комплексен. Не бараме виновници, значи и родителите, и здравствените работници, и властите допринесоа до една ваква состојба. Не бараме виновници, меѓутоа како општество и сите заедно, и вие како експерти, и неформални граѓански групи, и сите треба да ги детектираме веројатно причините и да понудиме одговор. Значи реално многу мал број на родители се против вакцини. Значи да расчистиме веднаш, многу малце родители се против вакцините. Многу поголем број на родители се збунети од различните информации што ги добиваат од различни здравствени професионалци. И секако, денеска да не ги заборавиме социјалните мрежи, групите, форумите, кои што и генерално се изгуби довербата во здравствените работници. И родителите не се само за вакцините, и за други работи. Многу повеќе веруваат на форумите, отколку на професионалците. Значи, мислам дека тоа е еден од аспектите на кои што треба да работиме, да ја вратиме довербата на родителите во здравствениот систем, во точноста, да се разговара со родителите, она што викаат комуникацијски вештини, да нема потреба да се кријат информации, значи нема 100% заштита од вакцина. Меѓутоа, кој е бенефитот, а кој е штетата? Вакцините, значи се цивилизацијски допринос. Да бидеме јасни. Што како имунолог ви говори фактот дека, например, од над 21.600 деца не ревакцинирани за ДТП се, например, 8.912. И сега што е најчудно, најголем број од таа бројка, 3.600 или 41, се во Скопје.
Ревакцинација. Ја би рекла дека Збориме за системот на повикување на работата на превентивните тимови веројатно тука треба да се зајакне. Не е тука проблемот дека родителите одбиваат вакцина, него веројатно не се на време повикуваат, не се јавуваат, се одложуваат вакцините, се одложуваат и од здравствените работници. Било настинато, не може дете година дена затоа што е настинато да не нашло термин да се јави за ревакцина. Прашање до двете пред да отворам дебатата како стручњаци, како представници и на официјални институции. Јас барем во овие заклучоци на Институтот за јавно здравје не можев да пронајдам некаква поврзаност околу бројките за степенот на неимунизација, односно одбивање, да поедноставиме, на вакцините, бидејќи се тоа релативно урбани средини, најурбаните, Скопје, Куманово, Прилеп. Она што е над тие 95% се многу помали средини: Свети Николе, Берово, Виница, Кратово, Дебар, Македонски Брод, Пехчево, една во званичната номенклатура рурална општина има над 100 од 100. Виднеш ке ви дадам објаснение за тоа. Она што го кажа и доктор Ставрич, пред 5 години можеби имавме сосема поинаква карта во однос на покриеноста на имунизацијата. Проблем беа руралните средини и недостапноста да дојдете до родителите да ги убедите, односно да дискутирате со нив за да може да ги вакцинирате. Сега имаме обратно. Сега имаме информирани родители, меѓутоа морам да кажам, се сложувам, повеќе збунети родители. Од сетиот наплив на информации, вие и во вашата најава ги детектиравте веќе оние точки кои што и ние како комитет ги предочивме. Социјалните мрежи и леснотијата во информирањето, кое што не велам дека е правилно, ги направи овие многу стручни теми, како составот, квалитетот на вакцините, вакцинацијата, имунолошкиот одговор, кои што се многу сериозни и за здравствен работник, многу достапни за родителите. И верувајте, јас како родител, доколку никоја тема не ја знам, прво што приоѓам е најлесно да ги изгуглам или да видам. Но тоа во овој дел на здравствен сектор е навистина поразително. Дополнително го изгубивме авторитетот на здравствените работници и сега имаме промена всушност на таа карта. Сега намален ни е опфатот во центар и во Карпаш за ММР вакцинацијата е околу 80%, токму поради тоа што сите се јавуваат за ревакцинација кога ќе помине оној критичниот период на созревање, проодување, проговорување и слично. Тука ни закаскуваат и здравствените работници, но како што гледате, довербата во здравствениот систем во Република Македонија генерално се уште постои. Неинформираност, односно неправилната информираност е детектирана и во последниот извештај на Европскиот парламент, сега издаде на 21.4, значи од комитетот од Европската комисија, каде што точно се гледа влијанието на социјалните медиумите, непроверени информации кои што се најлесно достапни за родителите. И целата оваа всушност состојба не помалку е различна од регионот и она што се случува во Европа. Да. Доктор Бибан, вакцинација да или не, може ли да се постави така прашањето или е тоа несоодветно во 21 век? Дефинитивно е несоодветно такво поставување на прашање од овој тип, да кажам. Да или не. Јас ги слушав колешките сега, го слушнав нивното излагање и нивниот став. Дефинитивно вашиот став е вакцини да. А сега ви очекувате дека јас ќе речам вакцини не. Јас сум ви колешка и 30 години сум во медицината, 20 години сум гинеколог. Она што научив во мојот работен стаж, во мојот работен век, е дека никогаш, кога мене ќе ме праша пациент за совет или било што, не му посочувам законска регулатива. Никогаш не велам, законот вели така. А медицина базирана на докази? Значи, мене законот не може да ме води. Јас можам да го анализирам законот, можам да донесам своји заклучоци. Меѓутоа, ние докторите работиме со живи луѓе. Ние работиме со многу осетлива бранша сме. А советите ги давате врз основа на што? Само еден момент. Седнуваме со пациентот и анализираме целата негова состојба. Донесуваме заклучок
оној што е најдобар за него. Колку време вие поминувате со пациентите? Јас сум фармацевт, работам на фармацевски А вие сте факултет како фармацевт. професор, а Колку сум време родител вие на две поминувате деца. со пациентите? Кога разговарам за вакцини, поминувам со сати и еднаш и втор пат. Со и трет секој пат. родител? Кога се разговара за вакцини, значи нема мој термин. Да се разбереме. Јас не сум против вакцините. Вакцините изиграле револуционерна работа во медицинската наука во одреден временски период. Меѓутоа, ние докторите мораме да го прифатиме фактот дека времињата се менуваат, дека сега сме 21 век, свеста на луѓето расте и оној родител кој што одбива да го вакцинира детето, не го злоставува, туку сака да го заштити. На тој родител заштите од опасност од вакцината која што му е предочена по различни Тука сега доаѓаме до Дека една вакцините се опасни. Тука сега доаѓаме до една зашто вие сега се спротивставувате и вие тврдите дека вакцините не се опасни? Јас не реков дека сум против вакцина. Дали постои лек кој што нема несакани ефекти? Не. Па тогаш зашто вие тврдите дека вакцините се комплетно Јас не го безопасни? кажав комплетно безопасни. Значи не можете да го тврдите тоа. Не го тврдам тоа. Не можете да го Не тврдите. го тврдам. Значи вакцините имаат несакани ефекти. И тоа треба да му го предочите на родителот. И да му кажете, ако детето прими вакцина, може да се очекува тоа и тоа. Ако не прими вакцина, може да се очекува тоа. Родителите немаат информации од нас, директно. Точно е дека не поклопија социјалните мрежи. Затоа сме виновни ние. Да, тоа го призна. Социјални- Меѓутоа, еве да бидеме подиректни, бидејќи имаме навистина многу прашања. Во еден свој блог, во еден свој текст пишувате дека пред 13 години сте одлучиле последните вакцини на вашето дете да не му ги дадете, не сте го однеле на вакцинирање. Зошто? Затоа што јас открив еден нов животен стил. Јас како доктор навлегов во областа која што значи лайфстил медицина. Се додека се повикував на законот ваков, законот таков, мене ме водеа фармацевтите, доаѓаа во ординација и ми кажуваа колку е добар нивниот лек, мене ме водеа професорите, кои што не собираа на ваква или онаква трибина, секција и така натаму, кои што беа финансирани и покривани од фармацевски компании и таму нас не ги пласираат само позитивните ефекти на нивниот лек, нормално и негативните, несаканите ефекти, меѓутоа сето тоа, само еден момент. Добро. Значи, јас навлегов во медицина животен стил и видов дека заштитата на моето дете и заштитата на мојата фамилија лежи во тоа како ние ќе го живееме животот. Во ред. Јас би сакала Предходно само едно подпрашање. Кој е вашето право? Со вашиот избор, не навлегувам во типот на вакцина и сето тоа, со вашиот избор потенцијално да го загрозите, велам потенцијално, здравјето на моето дете, доколку и двете деца учат во истото училиште. А зашто вие сметате дека моето дете, ако е невакцинирано, знам дека ќе изнесат некои, колешките ќе изнесат некои податоци кои што исто така им се изнесени на некои си нивни советувања, зашто вие како не медицинар? Кои информации ги имате вие како не медицинар, па вие сметате дека моето невакцинирано дете ќе го загрози вашето? Јас ги нагласувам сите проблеми, сите контрадикторности кои што подоцна ќе ги видиме и низ коментари и прашања на граѓаните кои што се актуелни. Подеднакво на вашата информираност може да стои мојата нестручна информираност, но од друга страна легалистички принцип да си ги почитувам словото на законот и тоа што ми е обврска како граѓани. Стручните информации што ние ги даваме, значи како професионалци, ние не идеме на семинари, меѓутоа ние сме способни научната литература да ја читаме и да ги толкуваме резултати и студии кои што се објавуваат. И нашите информации, сигурноста во ова што го збориме во поглед на вакцината и ефектот од вакцината и заштитата се базираат на научни сознанија.
медицината сега за сега развојот го обезбедува врз база на научните сознанија. Секој здравствен работник може да направи пребарување на научни трудови, да процени за каков квалитет на трудови се работи, да процени дали е тоа 12 случаеви или се 120.000 случаеви обработени и да го процени квалитетот на тие информации што се извлечени во тие научни трудови. Значи, сите информации што ние ги даваме и на родителите, ги даваме врз база на научните сознанија. Медицината иде многу напред, многу се инвестира, многу студии квалитетни се прават, кои што не можеме да ги негираме. Личното искуство, секој од нас, здравствен работник, има свое лично искуство. Може да има и добро и лошо. Има колеги кои што имаат лошо искуство со вакцини. Меѓутоа, тоа е лично искуство на поединец. Не можеме ние нашето лично искуство лошо да го генерализираме врз пациентите. Треба да бидеме професионални и тоа што го кажуваме да се базира на научните сознанија. Има право на реплика. Сосема кратко за да го вклучиме Георгиев, па ќе дали вие сметате дека сето она што јас го зборувам не се базира на научни студии, потврдени, објавени и така натаму? Значи, видете, меѓутоа не е она што ние го збориме на основа затоа што некој тоа ни го кажа. Јас не се бавам со алтернативна медицина. Јас не се бавам со чаеви и така натаму, суплементи и така натаму. Значи, јас сум доктор. Се што зборувам за лајфстил медицината е потврдено со стручни, научни и издржани трудови, објавени во официјални медицински извештаи. И дали во истите вакцините се дел од здравото живење? Да, меѓутоа, има многу моменти кои што родителите треба да ги знаат, да се информираат. Сите се сложивме дека информацијата до родителите е приоритет. Јас не велам дека треба да се прифати ова вие како што го изнесувате здраво за готово. Вие поготово се повикавте само на законската регулатива. Ние споменав законската регулатива, медицина базирана на наука. Ама во ред е тоа медицина, па јас зборувам за медицина базирана на наука. И во вашата и во мојата вакцините се одобрени како... Меѓутоа, ние не можеме слепо да прифатиме се што нас ни се сервира. Дали е во ред да кажете на родител, ако вие не го вакцинирате детето, нема да оди на школа? На што личи тоа? Добро, тоа е друг сегмент, ќе го расчистиме. Има и такви ситуации и тоа во многу поразвиени држави. Георгиев, со вас стапивме во контакт преку Facebook групата Вакцинирањето, да, но претходно преку неа. Значи, вакцинирањето право на избор, слободата над се. Така е. Што значи тоа? Значи, јас сум тука пред се за да се залагам темелно, коренито, да се промени односот на здравствените власти кон пациентот. Сегашниот однос на здравствените власти кон пациентот и неговите права е недозволив. Однесување од високо, понижување, вие ништо не знаете, и слични сите поведенија кои што барам веднаш и коренито да се променат. При тоа, од суштествено значење е детално запознавање на пациентот за предложената медицинска интервенција, вбризгување на биохемиски реагенси во телото на неговото дете. Значи, не само позитивните, така наречена вакцинација, тоест биохемиски реагенси кои што треба да предизвикаат зголемување на специфичните антитела за одредена болест. Така наречена вакцинација. Значи, не само позитивните аспекти кои што вие единствено ги спомнувате, а негативните се како случајни, туку темелна информација, при тоа согласно законската регулатива, барам и оваа медицинска интервенција да добие писмено одобрение од пациентот. Законската регулатива бара дека секоја медицинска интервенција е потребно писмено одобрение од пациентот. Несомнено, вбризгувањето на биохемиски реагенси во тело... Биохемиски реагенси се користат за контрола на квалитет во лабораторија, станува збор за биолошки лекови. Голема разлика. Во ред. Значи, таквото вбризгување
е медицинска интервенција. Добро, се слагам. Согласно законската регулатива, тоа нешто изискува писмена согласност од пациентот. Такво нешто немаме. Значи, прво се прекршува законот за писмена согласност. Второ, барам медицинскиот персонал кој што ги применува овие дејства да биде многу пообразован и многу попријателски, со попријателски однос кон пациентите. Значи, да ги информира. Имате добро, меѓутоа може и да се случи согласно декларацијата која што е приложена, повелете декларација од производителот, мене ми се случи да молам за декларација, да ми ја дадат декларација, при тоа педијатарот не ни знаеше кој е производителот, па се ова по телефони, па да добијам јас декларација. И реков, добро, воре се извинам да завршам само. Значи, видов, добро, јас ќе ја земам оваа декларација, па ќе да ја разгледам, зашто не можем за толку кратко време. Ми ја одзедоа од раце. Не ми дозволија, се во по телефони, од Министерството рекоа, не можеме да ви ја дадеме. Јавно достапни информации се. На Агенцијата за лекови, целиот состав на секоја една вакцина е закачен во PDF облика купатство за пациентот и избиран извештај за лекот. Јавни информации достапни. Јас тоа го знам. Тоа ни е објавено кај нас во групата, ги има сите. И па зошто тогаш да ви го зема тој документ кога го имате? Па не знам, прашајте ги вашите служби. Па сте го имале претходно документот. Јас? А некој што нема достап до тоа. Вие треба Ѓорѓиев, како правото на личен избор ќе го спротиставите во она што значи законска регулатива. Вие или здравје на општеството или како ќе ги степенуваме правата тргнувајќи од она што е највисокото, а тоа е уставното право дека секој граѓанин има право и должност да го чува и унапредува сопственото здравје и здравјето на другите. И сега ние можеме да навлеземе во дебата кој закон е побитен или не. Етичка одговорност и професионалност. Па сега ако одиме кај законот за заштита на населението ќе видиме дека тоа е обврска. Ако одиме во закон за права на пациентите, ќе не идеме на други обврски кои што ги имаат пациентите, вие сугерирате дека не се исполнуваат и како да се најде сега таа средина. Видите, вие овдека имплицирате дека не имплицирам ништо. Само да кажам, не знаете што сакам да кажам, не имплицирате. Значи, овдека имплицирате дека од виши цели за општо добро треба да се жртвуваат личните права и слободи. Тоа е недозволиво. Тоа е нацизам. Не може така. Секој човек природно има право на избор. Освен природно, има и законско право на избор и сега ќе го разложам тоа. Значи, Законот за заштита од болести има од заразни болести, има членови кои што Член 4. Секој има право на заштита од заразни болести и обврска за заштити себе си и другите од заразување. И сега доаѓаме до она многу комплицирана дилема, поединецот, општеството или сите заедно. Односно, како и јас, бидејќи тука ја имаме реалната дилема, како јас, одлучувајќи да не го вакцинирам моето дете, го доведувам во ризик здравјето на другите деца, а при тоа ја имаме и дилемата што ќе ме потврди или негира доктор Ставрич дека имунизацијата не е секоја 100% заштита, туку само превенција. И сега во тој комплексен триаголник треба да се бара одговорот на сите веројатно заблуди кои што и стереотипи кои што ги имаме. 100% заштита нема од вакцината и тоа сите здравствени работници го знаеме. Значи секогаш го кажуваме и го наведуваме. И секогаш им се кажува во поглед на несаканите реакции, тие што се очекувани и неочекувани. Моето искуство не е така. Во ред, јас се слагам со вас дека имаме проблем со едукација на здравствениот кадар. И еден од заклучоците и мерките и на комитетот е да се поинтензивно
Во наредниот период, ова што го кажавте и вие, едукација на здравствениот кадар кој што работи во превентивните тимови, посебно на вакцинацијата, да се подигне сите информации, комуникацијските вештини, да им се објаснат на родителите, затоа што знаете, ризикот од некоја несакана реакција е 1 на милион. Ако му се случи тоа на родителот, што значи? За него е 100%. Значи, не можеме ние така, ова се слагам, секој пациент си е индивидуа. И пристапот на докторот кон пациентот е индивидуален. Ние можеме и треба, и им го кажуваме кој е ризикот. Меѓутоа, ние не можеме да предвидиме дали баш кај овој пациент ќе се случи тоа. Ако се случи, за родителите тоа е 100%. Меѓутоа, има такви несакани реакции, затоа и државата стои за това и исплатува. Имаше неколку случаи со полио, каде што државата застана за тие несакани реакции. Но не застана, судот реши, инаку државата не сакаше да исплати. Во ред. Меѓутоа, сакам да кажам, значи не е работата, правата, се слагам, права имаат, меѓутоа имаат и обврски, родителите и ова. Вие сте заинтересирани за вашето дете, но што со другите деца? Што со оние деца кои што не смеат да се вакцинираат? И се изложени. Вашето дете, ако не е вакцинирано, може ќе добие болест и ќе ја прележи. Може, што е поголемо, полесно ќе ја прележи. Што со оние деца кои што се хематоонколошки, имуносупресивни терапии? Они ќе умрат. Например, ако фатат полио. Не, збориме за морбили. Не збориме за полио. Еве го, морбили е во Србија. Има смртни случаи. Србија ни е тука, на граница. Не можете едни слободи да одземате за права на другите. Значи, тоа е невозможно. Треба да чекаме да ни се случи на нас. Вакцинирани имаат. Вие не го разбирате концептот на лични права и слободи. Апсолутно ве разбирам. Тука од другата страна да има родител, јас сум родител. Моите 2 деца се вакцинирани со вакцините во Република Македонија во здравствен дом Скопје. И на сите кажувам со цел да ја тргнеме стигмата дека има едни вакцини за едни и други вакцини за други. Зборам во лично мое име. Тоа не се правата и слободите. Не, зборам, права и слободи има било кој друг родител тука со состојби на своето дете кој што ги објасни докторката. И кој што ќе побере од вас дека вашето став е ризик за здравјето на неговото дете. И вакцинираните исто така, и вакцинираните можат да представуваат ризик кон имунокомпромисен. Кон кого друг? Дали ова ќе биде вечна дебата или може да се најде баланси и нашли западните земји наоѓаат. Сите дискутираме околу тоа. Се наоѓаме сега, ние што го покажува дека дискутираме. 2000-та беше оваа состојба таму. Многу силни антивакцинални и ова, меѓутоа дека Америка и Западна Европа ги надмина овие дилеми и дека вакцинациите, ако ги видите званичните сајтови за офатот на вакцинации во европските земји, каде што календарот е многу побогат од нашиот, се движи од 95 и нагоре проценти. И во земји каде што е задолжителна, и во земји каде што не е задолжителна. Ајде да застанеме тука, ќе одговорите да го погледнеме прегледот. Се обидовме да направиме краток преглед како е во дел од земјите во светот, како примери се земени Канада, Соединетите Американски држави со еден специфичен систем, но и земите членки на Европската унија. Задолжителната имунизација за прв пат е воведена во Велика Британија. Законот гласел дека е задолжително вакцинирањето против мали сипаници. Од тогаш обврската за вакцинирање на децата се развила на начин што ќе вклучува различни видови на стимулации или казни. Во некои држави во САД децата не можат да пристапат во јавните училишта без да бидат вакцинирани. Во Австралија пак усогласени се распоредите за спроведување имунизација со вклучувањето на децата во предшколските активности за социјализација, како и со исплатите за семејна помош на родителите. Вакцинацијата е услов за вработување во некои институции, особено во здравствените установи. Во Европа сликата е мешовита. Студијата од 27 земји членки на ЕУ во 2010 година, вклучително Исланд и Норвешка, покажува дека 15 од нив немаат задолжителни вакцини. Во меѓувреме Италија додаде 10 вакцини на својата листа на задолжителни. Франција и Романија подготвуваат нови закони кои ќе ги казнат родителите на невакцинираните деца.
Во Финска од март 2018 година се воведе легислатива која бара здравствените и социјалните работници да бидат вакцинирани против малиси паници, варичела, магарешка кашлица и грип. Разновидноста на преземените мерки покажува дека не постои докажана стратегија која може да најде универзална примена. Експертите тврдат дека иако задолжителната вакцинација може краткорочно да го реши проблемот во светски рамки, на долгорочни патеки подобра организација на здравствените системи и силни стратегии за комуникација може да се покажат како поефикасни. Задолжителните вакцини за здравствените работници и за јавноста може да доведат до брзо и ефикасно подобрување на стапката на имунизација, но на крајот тие носат со себе и високи трошоци. Законите во САД вклучуваат барање за вакцинација за деца во јавни и приватни училишта, потоа студенти и здравствени работници и пациенти во одредени установи. Постојат ситуации кога доаѓа и до законско ослободување, односно исклучок од вакцинација, по различни основи, како што се медицински или религиозни причини, за време на епидемии, поради привремено или трајно изземање од вакцинација од медицински причини или со изјава од лекар. Епидемиолошките податоци од земјите членки на ЕУ пак покажуваат значителни недостатоци во степенот на прифаќање на вакцините, односно стапка на недоволна вакцинација. Од 2008 до 2015 година во Европа имало 215.000 случаи на болести кои може да се спречат со вакцинација, при тоа не сметајќи го грипот. Ова за жал не е чудно, доколку се знае дека скептицизмот кон вакцинацијата во Европа е меѓу највисоките во светот. Здравствената заштита е во одделна надлежност на земјите на Европската унија, но кажете им го тоа на вирусите и бактериите. Тие уживаат слобода во движењето во рамките на ЕУ и Шенгенот за нив не значи ништо. Токму затоа ЕУ треба повеќе да се ангажира во врска со ова прашање. Според податоците, благодарение на вакцинацијата, на годишно ниво се спречуваат околу 2,5 милиони смртни случаи во светот, а се намалуваат и трошоците за лекување на одредени болести, вклучувајќи ги и третманите со антибиотици. Ете, тоа е фактографската состојба за задолжителноста или незадолжителниот карактер на вакцинирањето во светот. Пред да преминеме, имавте мала реплика, па ќе го поставам прашањето во однос на претходното. Имам чувство дека современата медицина, онаму каде што и ние припаѓаме, или ја практицираме современата медицина, се оддалечува од природата на човекот и затоа сега има ваков конфликт со вакцините. Современата медицина и онаа која што ние ја учиме на факултетите, вие како професори ја пренесувате на вашите студенти, ја го насочува идниот лекар кон фармацијата. Не може да се произведат и не може еден организам да прими толку многу вакцини колку што природата може да направи микроорганизми предизвикувачи на болести. Токму затоа во овој правец сега се движи сваќањето на луѓето и реакциите кои што се јавуваат. Факт е дека има многу вакцини. Факт е дека 12 апликации на вакцини на едно новородено и според мене се многу. 12 апликации од раѓање до 18 години. До 18 горед, меѓутоа се проречуваат после. Првите се во првите 2 години, нели се согласувате дека најмногу има во првите 2 години. Кога практично до 3 години, колку јас се сеќавам од педиатрија, се создава имунитетниот систем на детето. Да бидеме по-концизни, бидејќи нема многу. Вие како фармацевти сте многу агресивни. Многу сте агресивни. Се сложите ли дека многу се сменети условите на живење? Име вака во реплика. Социјалното живење, стресот и се сменета? Ама јас сега втор пат само добив збор. Значи, многу сте агресивни. Вие мора да сватите дека докторите не се ваша... професор. Ама во ред, сега вие како представник на фармацијата, јас така ме третирам. Не, ве молам, малци има разлика, професор и представник на фармацијата. Ве молам. Добро, сега да не се титулираме, одиме како... Ајде, викајте ме, вие мене... Јас сум едукатор. Секој што работи со пациент е едукатор. Сите ние сме едукатори. Вие ги ја третирате медицинската фела како ваша сервис служба. Не може така. Вие имате многу пари. Ги покривате сите наши активности. Господјата е професор. Само сега ја се говорите како фармација, немојте да лично да сваќате. Живееме ли постресно? Живееме. Понеквалитетно се храниме? Да. Имаме многу полош изложен кон аерозагадување? Да, се слагате за тоа? Се слагам. Зошто е продолжен животниот век? Зошто е продолжен животниот век? Да. Мислите дека е ваша заслуга? Не сум кажете ми ваша. Продолжениот животен век на луѓето е катастрофален.
тие се врзани за еден куп, еден најлон лекови. После 40 година сите луѓе пијат лекови за притисок, за масти, за вие мислите дека го продолжите животниот век со овој квалитет? Затоа вие, професорке, мислам дека е време ние, докторите, кои што работиме директно со пациенти, да се осврнеме малку на нивниот живот, на нивниот животен стил, да им објасниме каде е имунитетот, да им објасниме каде е нивната среќа и каде е нивното здравје. И тогаш многу повеќе ќе бидеме сигурни дека тие ќе обезбедат здравје на своите деца, ќе се примаат вакцини кои што се неопходни, меѓутоа животот нема да се сведи на фармација, животен стил. Професорке, оно што го слушнавме покажува различни модели од задолжително до препораки, меѓутоа оно што е карактеристика и што можеше да се забележи е дека нема директна поврзаност на задолжителниот карактер за имунизација со степенот на имунизација што се остварува дури и на ниво на кај одредени земји членки на Европската унија. Сега, на што пак тоа се должи? Да, нешто да кажам. Во поглед, збориме за имунитет. И сега најмодерно е, значи, сите родители се загрижени за имунитетот на своите деца. Вакцинацијата еден е од начините, природните начини за стимулација на имунитетот. Вакцинација не е природен начин. Вакцинација не е природен, тоа е фармацевски начин, не е природен. Меѓутоа, зашто ги вакцинираме децата? Почнуваме од вториот месец. Затоа што најчувствителни децата, имунитетот што го добиваат од мајката во тек на бременост го губат трети, четврти месец. И има еден вакуум кој што може да трае и до година и пол и до 2 години. И во тој период ние со вакцините полека го стимулираме општиот имунитет на детето, а од друга страна овие болести што ги вакцинираме, хемофилусот, ние која воведовме хемофилусот, више не гледаме хемофилус менингити и тешки пневмонии. Не ни умираат деца од тие инфекции. Кога го, пертусисот, црната каштица, ние немаме. Ние гледаме црна каштица кај оние деца кои што ја одложуваат примарната вакцинација, значи не почнуваат на 2 месеци, почнуваат по совети на здравствени работници, повторно ќе кажам, ние сме виновни, на 6, на 9 месеци. Тука ја гледаме црната каштица. И тие деца завршуваат во болница, на одели за интензивна нега и со лош исход. Значи, затоа е важно да ги вакцинираме првата година. Првата година имаат 3, да речам, 6-валентни, 5-валентни вакцини и на година и пол ја имаат ревакцината. Следната и ММР на година дена. Следната е на 7 години. Дали вие како научник сте се ангажирале во истражување на проучување на методите како луѓето во тие години, односно детето овој вакуум период што вие сега го спомнувате, како да се надмине тоа, да се избегне влијанието, односно уделот на фармацијата? Како да превентирате пертусис, како да превентирате со лајфстайл? Пертусис е само дифтерија и полио. Има научни студии кои што се направени, каде што е направена проценка на имуниот систем кај невакцинирани и вакцинирани деца. Значи има драстично побрзо созревање на имуниот систем кај вакцинираните деца. А тоа е нормално, затоа што вие предизвикувачот го користите за подигање, односно за одговор на имунитетот. И на општиот и на специфичниот. Така. Меѓутоа, нели сметате дека на тој начин ние популацијата ја врзуваме неразделно ја врзуваме за фармацијата? Тоа е нездраво. Во овој период вакцините можеби за пертусис, за морбили и така натаму играат позитивна улога. Но во перспектива, дали ние, докторите, дали ние, здравствените работници, треба да ја насочиме медицинската наука кон природата повеќе или кон фармацијата? Што треба да правиме? Ние можеме да искористиме фармацијата сега, во овој период, како што била искористена во историјата и така натаму. И сега можеме да ја користиме.
ама не смееме да ја насочуваме за секогаш во таа насока. Меѓутоа треба да ја користиме полза на пациентите. Така е. Пневмококните, еве го практично од пракса ќе ви кажам. ротавируси. Значи се повеќе деца тргаат во градинка пред годината заради неможноста баби, дедо, сервис, значи не можат да се приватно вработени, не можат да отсуствуваат. Се повеќе и повеќе пневмококот представува сериозен проблем, оптеретување за семејството, за детето, го исцрпува болнички третман, што значи за едно дете, чести болнички хоспитализации. Значи, ајде да ги гледаме пошироко проблемите. Значи се сложувам со вас, Исто е и со ротавирусната инфекција. Значи, мислам дека сите ни е јасно дека клиниките и болниците се преполни со деца со ротавирусни инфекции. Се сложувам со вас дека е тоа така. Меѓутоа, одејќи во тој правец, ние докторите сме искористени само за развиток, сме искористени како сервис служба за развиток на фармацијата. Ние докторите мораме да бидеме таа авангарда и прогресивна сила која што ќе мора човештвото да го врати назад во природата. Ние меѓу последните земји во Европа ги воведуваме пневмококната и ротавирусната вакцина во календарот за имунизација. Само со лајфстайл, не знам како се лекуваат инфективни заболувања. Па не можете вие да знаете како се лекуваат кога цел живот сте со фармацијата и никогаш не сакате да погледнете. Сум доктор на науки од областа на имунологија. Јас сум практичар, јас сум на проектот Осумка кој што се бави со едукација на здравствена едукација на пациентите. Зашто вие сакате мене да ме деградирате пред ова практичар, доаѓам од клиника, од секојдневна работа со пациенти и навистина не ја чувствувам тука фармацијата како Фармацијата е одлична наука. Фармацијата е одлична наука и треба да се искористи. Темата е комплексна и ве молам само, бидејќи немаме уште многу време, сет прашања, меѓутоа да бидеме конкретни и прецизни. Георгиев, видовме од споредбата, значи нема пример кој што може да се аплицира, различни се примерите во различните земји, особено во однос на задолжително, незадолжително вакцинирање и различни се ефектите. Зошто сметате дека тоа што вие го заговарате, право на личен избор е вистинско? Јас го заговарам правото на личен избор како природно дадено право и како законски подкрепено право. Значи, директно би сакал да спротивставам својот исказ на исказот на господјата која тврдеше дека вакцинирањето е задолжително кај нас. Не е задолжително. И тоа ќе се обидам што пократко да го образложам. Колизија на закон. Значи имаме колизија на закони да не навлекуваме. Ако ми дадете ќе образложам. Ако не е па вака шум да правам. Законски е, има и глоба пропишано. Може ли да кажам? Ама и ве законот повели. Може ли да кажам? Со кој дел? Член 33 и 34 од Законот за заштита од болести здравствена заштита предвидуваат глоба. Понов закон кој што го поклопува овој закон е Законот за правата на пациентите, кој што бара изричито писмена согласност за медицинска интервенција. Законите не се поклопуваат, освен ако немаат може да има сам без огледалие понов може да има само колизија на законите. Трета работа. Декларацијата за правата во биохемијата, мислам дека беше во биомедицината на Европскиот совет, Овиедо, 98 година мислам дека кој е ратифициран во Македонското собрание и е со сила на закон и како меѓународен закон е со надмоќ над местните локални домашните закони, го бара истото. Експлицитна согласност за било каква медицинска интервенција. Понатаму, тоа се само малку, само да завршам. Дали имате пример во некоја земја каде што писмена согласност се бара од родителот за вакцинација? Ама чекај се, вие барате да опрекушуваме законот затоа што некаде така права. Не, чисто прашувам. Законот е јасен. Барам да се почитува зошто сметате дека е тоа вистинско, бидејќи таа е колизија на закони која што може да се реши еве со бришење на тој член, ако така се договора. Не е колизија. Меѓународниот закон кој што е ратифициран е со надмоќ врз домашните закони. Тоа е несомнено. Понатаму темелните права на член 3 став 2 од Картата на основните правата на Европска Унија гласи: слободната информирана согласност на засегнатото лице според процедури е задолжителна.
мора да биде почитувано. Понатаму, пресудата на Иларија Салвети од Италија пред Европскиот суд за човекови права. Значи вика судот, Европскиот суд за човекови права вели, судот смета дека задолжителното вакцинирање како недоброволна медицинска интервенција е во спротивност со правото и почитување за личниот живот и како што е загарантирано во член 8 од Конвенцијата за човекови права и основни слободи. Така што, да сме најасно. Да, значи вашиот став е коренито менување прашањето на вакцинирање е слободен избор во оваа земја. Тоа што санитарната инспекција не го почитува тоа е неедуцирана. И барам да запре репресијата врз граѓаните на овој начин. Барам да престане да пушта пријави, прекршени пријави кон основниот суд, затоа што тоа е противзаконско и тоа ќе дознаат многу скоро кога ќе почнат да стигаат пресуди од судот во Страсбург. Јас би само еден коментар додала, значи збориме за медицински интервенции. Вакцинацијата не е медицинска интервенција. Претходно колешката рече дека е медицинска интервенција. Усогласете се. Примарна превенција. Тоа е политика на секоја земја. Чекај, збризгување на биохемиски. Сега говоревте 5 минути да слушнеме одговорите дека немаме. Тоа се политики на земјите кои што условуваат. Не е политика, ова е интервенција, збризгување на материјали е интервенција. Значи интервенција еве и докторката ќе потврди, значи тоа е интервенција што се спроведува кај здрава популација со цел за заштита на превенција. Значи истото е и за витамин Д што го даваме, значи тоа тука кога збориме за примарна превенција не е тоа медицинска, друго е да ако ние правиме некоја медицинска интервенција, преглед, онда бараме согласност од секој пациент. Меѓутоа за вакцина не Член 4 став 2, член 4, морам да го направам, имам реклами, па член 4 во завршница на емисијата. Дебатата продолжи во студиото и во меѓувреме многу реакции на социјалните мрежи, да ги слушнеме. Без вакцинација нема запишување на децата во градинка и училиште, најави министерот за здравство. Филипче ја фрли ракавицата која повторно ги судри про и контра ставовите на јавноста за вакцинација и имунизација. Топ тема на ваша страна на социјалните мрежи постави прашање дали сте за или против задолжително вакцинирање на децата и ова се дел од одговорите што ги добивме. Никој, ама баш никој не може да ме натери или да ми каже што е добро за моето дете. Прво јас сум доктор, а после професионалците со исклучок ни одговори Тони Валентина Костоски. Со сличен став е Светлана Стојановска која напиша: против треба да е избор, пред се детето треба да е идеално здраво. Ниеден педијатар матичен не може со сигурност да потврди за моменталната здравствена состојба со еден рутински преглед. Да не зборуваме за квалитетот на вакцините и уште нешто, основното образование е задолжително. Контрастав искажа Никола Николов, кој напиша дека некои прашања не заслужуваат одговор. Не треба да има никаква опција за невакцинирање. Ригорозни казни, задолжителен услов не само за упис во школа и градинка, туку и проверка секоја година, дор немаме смртни случаи. После ќе е доцна. Мерсиха Смејловиќ пак ни одговори: двете деца ги вакцинирав со сите потребни вакцини. Сум за вакцинирање со квалитетна вакцина. Добивме и вакви одговори. Твитерџијата Наум се смета дека вакцинацијата не е само начин на индивидуална заштита од болести, туку представува и општествена одговорност према најфрагилната категорија кои не може да бидат вакцинирани. Според Србољуб Татарчев, родителите не се доволно писмени за да донесуваат такви одлуки никаде во светот. А кога се зборува за тоа како е во светот, споредба се прави со развиените западни држави и околу тоа се кршат копијата. Флорина Магденовска напиша дека во високо развиените држави нудат опции за или против со констатација дека е најпаметно да биде по избор на родителите, така никој никого нема да обвинува. Билјана Арсовска пак со контрастав на ова, имунизацијата и тоа како задолжителна во многу земји. Арсовска во контекст на ставовите дека во напредните земји вакцинацијата се остава на избор на родителот со контрапрашање дали според вас се напредни Франција, Австралија, САД, Италија, затоа што таму е задолжително на пример. Дејан Ацевски се изјасни против вакцинацијата и пиша:
Во време на канализација и чиста вода за пиење смешно да се инсистира на вакцини кога ќе кажат дека има епидемија од мали сипаници, има 2 или 3 случаи годишно и тоа негде колонија во Маđари, да не алудирам за каква популација се работи. Но ова со контрастав одговори Горан Теменугов. Нема епидемија и сме вакцинирани, убаво си заклучил, а имањето или не канализација и водовод не е поврзано со вакцинацијата и провери го процентот колку од населението имаат канализација, бројката е срамна. Вакцинацијата за и против го отвори прашањето за квалитетот на вакцините. На оваа тема Игор Војновски вели дека треба да се направи разграничување помеѓу две работи: вакцинирање и квалитет на вакцини. Според него за првото како цивилизацијска придобивка не треба воопшто да се дискутира. Вакцините спасуваат животи и сите релевантни научни институции го потврдуваат тоа. Според него тоа зашто треба да се дискутира е квалитетот на вакцините кои се користат да биде контролирани што подобар. Маријан Огненовски е со став дека ако гарантираат потекло и валидност на вакцините, ако преземат западноевропски закони, би бил за вакцинација. Христина Илиева пак запраша зошто ако нашите вакцини се добри, некои родители децата ги вакцинираат во странство. Зошто ние како родители немаме право да знаеме за квалитетот и производителот на вакцините и не само за бенефитот, туку и нуспојавите од истите. Лада Шоптрејанова Петровска на таа тема напиша дека до 1990-тите години вакцините ги произведувал Институтот Торлак од Белград и бил со врвен квалитет. По распадот на СФР сите стандарди за квалитет и безбедност отидоа во неповрат, затоа почна антивакциналното движење, додава Петровска. Според твитерџијата протестантски не станува збор за прашање за и против вакцините, туку за симптом на целосна ерозија на довербата во експертите и институциите. На Твитер пак напиша: да скратиме на глупостите претходно, целиот и најголем проблем е тендерот и неговите услови. Најефтиното не е решение. Добивме и вакви одговори. Мали игрија, ова е како да дебатираме дали сте за или против возење во алкохолизирана состојба, дали сте за или против укинување на дозволи за поседување огнено оружје. За работи кои го гарантираат општото здравје на популацијата нема простор за дебата. Bulldozer Revolution пак напиша: некој се прашува како до Марс да стигнеме, а за некој вакцинацијата е се уште животна дилема. Мерката која треба да стапи на сила од септември со цел да го зголеми степенот на имунизација кај децата покажа длабока поделба на јавноста по ова прашање. На потек експертската јавност која треба да ги расчисти овие дилеми и да одговори дали станува збор за право на избор на родителот и неговиот страф од несакани последици од вакцините или грижа за јавното здравје на нацијата без ризик од враќање на заразни смртоносни болести кои уште пред 40 години се искоренети во Македонија токму преку вакцинацијата. Ето, поделени ставови и на социјалните мрежи. Завршниот круг го почнуваме еве од Ѓорѓиев. Значи, ставот пред се право на личен избор. Тоа е несомнено, 30 секунди. Вградено, и би сакал да расчистам дилемата која имаше господјата дека вакцинирањето не била медицинска интервенција. Член 4, став 2, Закон за правата на пациентите вели: медицинска интервенција е секој преглед, третман или друга активност со превентивна диагностичка терапевтска цел која ја презема овластен здравствен работник. Ерго, вакцинацијата е медицинска интервенција и подложи на информирана согласност. Пациентот, родителот има право да добие информација и писмено да се согласи со неа, како што тоа се прави, например, во една развиена Германија. Се согласувам, добро, или не? Вашите 30 секунди. Мој апел како доктор е вакцините да изиграат она улога за која што се наменети, да изиграат заштита на здравјето на луѓето во одредени моменти кога е тоа потребно, а не да ја насочуваат, да го насочуваат правецот на медицинската наука. Ние, медицинските работници, докторите, сме тие кои што мораме да разработиме правец на движење на медицинската наука, враќање на човекот кон природата, бидејќи само природниот имунитет е оној кој што ќе обезбеди вистинска заштита на луѓето, на децата, на возрастните и така натаму. Значи не можеме медицинската наука да ја заробуваме во медицински препарати, во фармацевски препарати и така натаму. Тие нас ќе ни служат во одреден период да го спасиме човек, да го спасиме човекот и да го спасиме човештвото од одредени ситуации. Ви благодарам. Господја Ставрич, многу дилеми има во јавноста, особено и околу квалитетот на вакцините. Еве се враќаме во дискусиите и во реакциите години наназад од потребата дури вакцина да или не.
од што треба да се почне во разбивањето на сите тие стереотипи, особено, не стигнавме да ги споменеме МРП вакцината која што се споменува како еден од причините за аутизам, па тука ќе имаме дузина студии, контрастудии, стравот очигледен од ХПВ вакцината која што имаме најмал опфат. Од што треба да се почне за да се надмине сето тоа што и самите го констатиравте на почетокот, дека социјалните мрежи ви го презедоа, да не речем авторитетот, меѓутоа гласот и зборот. Вакцинации да, треба да се вакцинираат, а она што као здравствен работник е должност моја на Министерството на нашата фела, се слагам дека е тоа да едукација на здравствениот кадар, во поглед на информациите, на знаењата, во поглед на комуникацијските вештини, за да се врати довербата на родителите во здравствениот систем и во вакцинацијата. Пак ќе речам, не се тие против вакцинација, меѓутоа им фалат вистински информации. Како ние, здравствените работници, сите, не да доаѓаат на клиника за информации, него сите здравствени работници да им ги дадат точните, вистинските информации на родителите. Господја Грозданова, ако 3 години поред или, како што ме дополни господја Ставрич, речи си 5, степенот на имунизација се повеќе и повеќе опаѓа, очигледно предизвикот пред комитетот е голем. Како? Против предрасудите, стравовите и стереотипите, реални или нереални, sejedno констатиравме сите дека ги имаме и тоа премно. И драго ми е што сите констатиравме на оваа маса дека сме за вакцинација, меѓутоа со права на пациентите и соодветна едукација на лекарите. Тоа се првите чекори. Почитување на права на пациентите, меѓутоа и правилна информираност при донесување на тие ставови кои што ги имат. Комитетот несомнено покажува дека и Министерството и нормално сите ние како здравствени работници дека оваа тема треба да ја решиме на правилен начин. Истапуваме првенствено дискусионо, транспарентно да разговараме за тоа. Се изгуби можеби довербата во здравствениот систем, се сложувам, се изгуби авторитетот на здравствените работници, оправдано или не, но ние сме тука да покажеме, повелете да се советуваме. Сите ние прво сме пациенти, прво сме родители, имаме собствени права и конечно треба да ги уживаме бенефитите на она што сите го потврдија дека вакцинациите се несомнемно јавно здравствена придобивка која што го оправдала своето постоење. Се вакцинираме од 40 години наваму. Ако некој принцип функционира и го покажува својот бенефит, независно од контраверзиите кои што ги имаме моментално, тоа е присуството на вакцинација. Не сме сега да злоупотребува. Точно така, се слагаме дека не треба. Кои се првите чекори кои одиме што следат? Со следниот, да кажеме, акционен план. Прво ќе ги усогласиме ставовите со Министерството за образование, едукација на здравствените работници со правилни информации, едукација преку училиштата, градинките, преку Министерството за труд и социјала, преку Министерството за образование. Кој ќе едуцира? Кој ќе едуцира? Завршни зборови се, вемо. Немаме време повеќе. Со правилни информации кои што треба да имаат, достапност и транспарентност. Кои се вакцините? Од кои производители се? Кои се правата во однос на информациите? Покажуваме дека сакаме да соработуваме, сакаме навистина да вакцинацијата биде она што била, превентивна, успешна мерка за квалитетен живот понатаму. Како во она што е најголем сомнеш против, она што е најголем сомнеш квалитетот? Еве во моментот морам да кажам, она што се користи како вакцинација, поливалентните вакцини во Република Македонија, со идентичните тие се вакцинираат во Франција, Италија, Грција, соседството и слично. Со идентичните, а се уште имаме педиатри кои што не знаејќи го тој податок, ги советуваат родителите да истите тие вакцини ги добијат во соседството. Ние по тоа детектиравме дека имаме всушност неправилни информации и едукација кон здравствените работници. Квалитетот на вакцините го покажува со тоа процентот на пријавени несакани реакции, оние сериозни, е навистина минорен. Детската клиника секојдневно се соочува со тоа како број навистина на сериозни компликации кои што стануваат од вакцинацијата, дека е навистина минорен во однос на бенефитите кои што ги имаме. Но во секој случај многу елементи на пропуштена контрола на дисеминација се слага, на меѓутоа информација. еве превземаме чекори тоа да го средиме понатаму. Благодарам на сите, ова беше само мал придонес во општата дебата која што веројатно ќе продолжи и понатаму и во средни прилики. Останете и натаму со тема.